Да, јас сум Жаре, еве тука Сара, а денеска во Виткаст, Сара, кој е овој човек? Ово е Димитар Ковачевски човек. Диме, здраво. Здраво. Дали Како се сте? осеќаш убаво? Па се осеќам супер. Многу добро изгледаш. Фала. Морам да Фала. признам. Не може све комплет да се види, меѓутоа вака ово дело како што треба. Сведочам дека целосно е фантастичен. Да, фала ти, фала. Диме е еден бизнисмен, како еден збор ако треба да кажеш, бизнисмен? Па, професор? Да, професор, бизнисмен. Јас сум професор. Ама ти како се доживуваш поише, Па знаеш? ја повеќе така се доживувам. Повеќе така се доживувам, бидејќи веќе Професор? Како професор? Така е, да. добро. Јас сум веќе во академската заедница во Македонија. Значи 15 години уште малку ќе биде. Избран сум за вонреден професор, сега ми следи избор во редовен професор. Дојдови до шеф на катедра. Чека, кој сме кај тоа, мораше нешто да завршиш за да станеш професор, у смисла дали нешто ти фалеше од претходно? Па, како мислиш да Па пример да речеме, дали мора да си доктор по нешто за да бидеш професор? Така е. Избор во звање, значи во наставно научно звање се прави врз основа на постапка која што е пропишана со закони, со правни акти на универзитетите. Прво мора да се биде доктор на науки, потоа се станува доцент, Так. доцент се станува вонреден професор и од вонреден професор се станува редовен Сега извини, ќе ти земам збор. Не мислиш дека постојат луѓе што се значи собери 10 доктори на науки, нема да знаат колку одредени луѓе и не можат да станат професори, и не можат да го споделат знаењето на деца. Тоа е прво определба на човек дали сака да стане професор, дали се чувствува добро во тоа и дали сака да го пренесе и дали може да го пренесе знаењето на студентите. Бидејќи вие кога работите како професор, тогаш мора да се посветите на студентите, да им го пренесете знаењето, тоа знаење да го оцените на најдобар можен начин, значи да го валоризирате, бидејќи на крајот тие со тие оценки, со таа валоризација на знаење, со таа диплома, ќе треба да одат и да бараат работа, да тоа утре го наплатат, односно да земаат плата и така натаму, и затоа треба да им се биде посветен. А освен што сте професор, знам дека произведувате исто соларни панели, така? Да. Дали тие панели се пробиени на европски пазар? Или Значи, тука е само во рамки на... Покрај тоа што ја имам мојата академска кариера, јас 20 години имам и професионална кариера, значи 21 ќе стане сега. Во добар дел од неа бев извршен менаџер, извршен директор на најголемите македонски телекомуникацијски компании. И во 2018 година заедно со партнери соосновавме компанијата Pixel Group. Тоа е високотехнолошка компанија за производство и развој на фотоволтаични модули, која што точно вашето прашање, таа почна да продава прво на македонскиот пазар, меѓутоа сега веќе регионално продава и веќе во 2 земји од Европска унија има продадено своји производи. Ќе влеземе за фирма поише и мене ме интересира, ама уште нешто што многу сакам да знам. Ај пробај да ми го опишеш моментот кај што знаеш, луѓе кои што, еве, јас сум од приватен сектор, така, има многу луѓе што се на тоа некој ниво што сонуваат, пример, не ја конкретно, ама има луѓе што сонуваат да станам онака CEO на некое компанииште, на Телеком, знаеш, такви некои работи. И сега ти си стигнал до тоа, си бил таму. Ама од таму па се враќаш на овој момент, приватен сектор, нели, средна компанија, да речеме едно друго. Кој ти беше мотивот да го оставиш тој дел? Поише онака ми е моментов да го оставиш, што е тоа што си рече преку глава од овие големи корпорации, спори или што и да е. Знаеш, како размислуваше? Прво, да се стане извршен директор во голема компанија, за тоа прво треба време, напредување во кариерата, значи чекор по чекор и така натаму, скалила кои што се поминуваат, од вештините, од знаењето, од односот со луѓето, зависи до каде ќе стигнете. Меѓутоа има различни типови на луѓе. Јас низ еден разговор со еден пријател од Чешка кој што е во HR индустријата, вика има 2 типа на луѓе. Едниот тип на луѓе се луѓе кои што се со високо ниво на адаптација. Добро. Фрли ги било каде? Не. Високо ниво е да он ги прифаќа сите работи околу него такви какви што се. Значи вика, види, има проблем, па добро, тој проблем еден ден ќе биде решен. Или не си завршил уште магистарска, например, види 5 години, 6 ја влечкаш. Добро да некад ќе ја завршам.
Меѓутоа имате и луѓе кои што имаат многу ниско ниво на адаптација, односно цело време сакаат да прават нешто ново. И ја у принципи кога работев во компаниите, ја не седев на едно работно место, бидејќи ако го видите CV-то ќе видите дека имаше периоди кога работев во секторот за финансии, во секторот за маркетинг, во секторот за продажба, потоа во генерален менеджмент. Тоа е нетипично, не се мнозинството луѓе. Не се мнозинството. Кога ќе влезат у финансии, таму останува. Така е. Да, меѓутоа јас веројатно до на втората група, кои што не сакаа многу да остануваат на едно место. Инаку идејата за овој бизнис не дојде одеднаш, значи таа не се случи во 2-3 дена, тоа беше идеја која што беше спремана 3 години. Ние правевме анализи, значи додека ја работев практично во компаниите во кои што пред тоа работев, веќе правевме анализи како таа компанија ќе изгледа, каква технологија ќе се купува, каде ќе се купува технологија, како би изгледал пазарот, како ќе се развива македонскиот пазар, како ќе се развива регионалниот пазар, што треба да се направи како предуслов за да таа компанија биде конкурентна, за да може да има и квалитет и цена која што ќе одговара на купувачите. И на крајот во 2018, значи крајот на 2017 беше регистрирана компанијата, меѓутоа 2018 практично започна со производство, сертификации и така натаму. Имаш мисли онака во тој момент, у тие први некои месеци кај што си решен дека ќе одиш, имаш онака setbacks, како да кажам, ментални некои бариери од типот леле, го оставам корпорација, знаеш, колку време сум вложил, сум стигнал до ова ниво. Страф некаков си, знаеш. Види, ако имаш страф нема да почнеш. Значи, стравот е тоа што луѓето ги спречува да го направат следниот чекор. Инаку ја и во моментот кога ја основавме компанијата, имав понуди од други компании кои што им требаше извршен менеджмент, меѓутоа тие понуди нормално не ги прифатив затоа зашто требаше оваа компанија да се развие. Таа сега е дојде на ниво да има 25 вработени, од кои што сите се електроинженери, машински инженери, електротехничари, плюс економисти нормално и правник кој што се грижи се тоа да биде законски усогласено. Дополнително капацитетот е проширен за само една година, значи компанијата имаше цели во првата година да отпочне со производство и да започне и да заврши со сертификација како на производството со ISO стандарди, така и на производите со германскиот TÜV сертификат, CE сертификат и така натаму. Изборови значи високо ниво. Тој производ без сите сертификати, значи не може да се продава. Значи он не се продава. Бидејќи вие давате 25 годишна линеарна гаранција, 10 години механичка гаранција, таа гаранција мора некој да ја сертифицира, значи мора некој да стави печат, најзначајното тело за сертификација е TÜV, сертификационото тело во Германија, и ние тоа го обезбедивме во првата година, и после тоа следеше проширување на капацитетот. За идната година се планира воведување на нови производи, кои што се мејнстрим, кои што ќе бидат мејнстрим, и за тоа веќе се прават договори за нарачка на машини, за обуки на нови капацитетов да се зголеми. Така е, зголемување на капацитет и воведување на нови производи. Така. Значи, тоа е фактички предусловот за да може да се изеде надвор од границите, да не се произведува тука, бидејќи веројатно ако се произведе само тука нема да е доволно одржливо. Ако се произведува само тука, Македонија е ограничен и мал пазар, кој што нема голема куповна моќ. Регионалниот пазар е прв на кој што мора да се појавите за да можете да имате референца утре дека вие таму сте продале. Да, тоа доаѓа природно, и дури имаше и некои француски политичари кои што во близок изминат период велеа дека вие прво морате да тргувате во регионот, за да може потоа да одите и на европскиот пазар да понудите на големите купувачи таму како што се Германија, Франција, Италија и така натаму. Така да тоа е логичниот. Кои се пречките, да речеме, или предностите да се произведува ако влеземе во Европска унија, да речеме, и во однос на тоа што е сега? Што ќе решиме отприлика? Што ќе решиме? Кои се сега во моментов нашите пречки во однос на производство, односно во однос на трговија, во однос на извоз? Приватен сектор, да речеме, за приватен извоз. Видите што, значи, прво ова не е едноставно прашање, значи кои се пречките, меѓутоа ја можам да ви опишам како што значи заедничкиот европски пазар, како тој пазар функционира, и тогаш ќе видиме што е она што ние го немаме во моментот, а со моментот на влегување во Европска унија би го добиле. Значи, прво, Европската унија е настаната
со идеја за економска заедница помеѓу државите кои што ја имаат формирано Европската економска заедница. И подоцна, како резултат на потребата да таа Европска економска заедница, денеска Европска унија, која што во почетокот имала членки кои што ја формирале, меѓутоа сега дојде на више до ниво на 27 земји членки. Во еден момент, и тоа е во моментот кога Европската комисија ја води Делор, одлучуваат дека мора да се направи еден заеднички пазар кој што може да конкурира на големите економски играчи во светот, тоа се Америка, Кина и подоцна се веќе станува јасно дека тоа ќе стане и Русија. И во тој момент е формиран тој внатрешен пазар, тој е изграден на 4 постулати, а тоа е слободно движење на стоки, добро, трговија, слободно движење на капитал, слободно движење на услуги и слободно движење на луѓе. И тоа се практично 4 слободи на Европската унија, на земјите кои што се членки на Европската унија. А предноста на тој внатрешен пазар е што овозможува зголемување на конкуренцијата, бидејќи сега сите работат на еден пазар, тој е број 1, а конкуренцијата ве прави посилен. Потоа обезбедува зголемена специјализација. Вие работите со компании кои што немате практично никакви пречки да соработувате со нив, да развивате заедно производи, овозможува економија на обем, што значи дека вашите производи со тек на време стануваат поевтини и што си произведувал 500, сега ќе произведуваш 50.000. И овозможува факторите на производство, односно на ресурсите, што е основна економска дефиниција, да бидат распределени таму каде што имаат најголема ефикасност на својата употреба. Значи тоа се постулатите на кои што е направен заедничкиот пазар. И значи 85-та година дадени се 300 мерки кои што се спроведени и така натаму, и на крај 93-та година практично започнува на 1 јануари заедничкиот пазар во Европска унија. Кога зборуваме за слободно, всушност пазарот сам по себе, заедничкиот пазар, тој е изграден на две како да кажам интеграции. Едната е негативна интеграција, другата е позитивна интеграција. Негативната интеграција значи дека е забрането земјите членки да ставаат било какви ограничувања на слободното движење на стоки, капитал, услуги и луѓе кај други членки. Добро. А позитивната интеграција е усогласување на законодавствата и процедурите и постапките на одвивање на административните работи кај сите земји членки. Значи тоа се негативна интеграција во позитивна конотација нормално и позитивна интеграција во суперпозитивна интеграција. Една економија, една земја на друга не смее да и не смее, значи што значи тоа? Прво, кога зборуваме за слободно движење на добра, значи земји членки меѓу себе не можат да имаат царински давачки. Не можат да наметнуваат било какви одоначувања дополнителни и не можат да додаваат никакви такси, кои што такси можат да бидат, значи зборуваме за такса, како што е на пример за одреден производ, да дојде сега на него треба да платиш такса, доколку тој е врзан со квантитетот на стоката која што оди од земја А членка во земја Б членка, тогаш не сме да се става никаква такса доколку е поврзана со количината на стоки кои што се пренасаат. И исто така не сме да се ставаат ниту квоти. Пример да каже сега Германија, ние не зимаме земјоделски производи од Шпанија повеќе од толку. Затворивме. Така, значи тоа не постои. И тие се практично еден пазар и кој што прераснал подоцна и во царинска унија. Ќе вие што значи тоа? Една земја членка во Европска унија ќе увезе од трета земја која што не е членка на Европска унија, од Македонија, кога ќе увезе Македонија баш и не е добар пример затоа зашто ние веќе имаме договори со Европската унија, така да не имаме практично безцарински третман со Европска унија, меѓутоа во делот на квотите тие за нас се уште постојат. Така да не е комплетно отворен пазарот и тој ќе се отвора со текот на пристапувањето, преговорите и на крајот станува член и тогаш важат сите правила и за Македонија како што важат и за другите земји. Така да тоа се во однос на движењето на стоките, во однос на движењето на капиталот. Значи комплетно е слободно движењето на капиталот од една земја во друга. И дури е отидено до таму дека и плаќањата кои што се одбиваат помеѓу земјите членки на Европската унија, дури и на оние кои што не се членки на монетарната унија, бидејќи имаме членки кои што имаат евро и имаме кои што немаат, доколку плаќањето се одвива во евра, тогаш и тоа се смета како домашно плаќање.
Доколку отидете вие на пример на банкомат со картичка од Германија и извадите пари во Франција, тогаш провизијата исто како да вадиш дома. А да речеме Не постои пример разлика. Во Унгарија Така, на пример Исто така. производ правиш, сервисираш некого и пример му правиш апликација или вебсајт или што и да е. Ке нема никакви такси Ништо, како да го прават, нема. да речеме за француз Тоа е во правиш. делот на слободното движење на давање на услуги. Добро. Значи, давање на услуги што е? Услуга дава човек. И предвидено е, односно тоа важи, дека се одвива слободно движење на кадри, односно на вработени луѓе кои што даваат услуги од една земја во друга земја и тие го имаат истиот третман како надавател на услуги кој што тоа го прави во земјата во која што тој отишол. Кога зборуваме исто така за фирма, бидејќи тој што прави услуга веројатно може да формира и фирма, односно компанија, значи постои право на основање на правни субјекти според трговско и според граѓанско право. Што значи дека формирање на компанија од страна на човек кој што решил да формира компанија од Унгарија, на пример во Шпанија, тој може да го направи тоа најнормално како што секој човек од Шпанија го прави. И на крајот доаѓа слободното движење на луѓе, што значи тоа дека вие можете да отидете и да се пензионирате од Германија у Бугарија. Таму да ги уживате сите права како на граѓани на Бугарија. Истото тоа се однесува и на членовите на семејствата, на оние кои што одат со нив. Тука спаѓаат кај слободното движење на луѓе и слободното движење на работници, што значи дека секој работник со минимални процедури од една во друга земја може да отиде да се вработи, да ги ужива социјалните права од здравствена заштита и така натаму. Познато ви она Босманово правило кај фудбалерите. Тие во прв момент не беа опфатени, меѓутоа после врз основа на бидејќи тие мерки кои што се воведени на почетокот, врз основа на одредени постапки пред институциите на Европската унија се надоградувани и така да и спортистите имаат влезено, така да вие денеска доколку сте играч од Полска, играте во Италија, вие сте играч од Европска унија. И влегувањето во Европска унија нема да биде само за бизнисите, за граѓаните воопшто, туку и за спортот во Македонија ќе биде позитивен, бидејќи македонските играчи кои што сега играат во италијанско првенство, во германско првенство и така натаму, тие нема да влегуваат во квотите кои што се однесуваат на странци и да влегуваат у конкуренција со играчи од Аргентина, од Бразил, од Нигерија и така натаму, туку ќе бидат играчи кои што влегуваат во нормалната стандардна квота за европски играчи во секој европски клуб. Само тука, знаеш, за да имаме некоја си паралела и перспектива, можеш да ни кажеш во моментов какви се ситуации во сега, еве сепак си во приватен сектор. Да. Кои се некои попластично, знаеш, да им опишеме на луѓе некои потешкоти со кои што македонецов се соочува бидувајќи македонец и имајќи фирма во Македонија, а сака да работи и да извезува услуги и производи во Европска унија. Значи, прво самиот извоз на производи и на услуги во Европска унија дел зависи од процедурите, дел зависи од инфраструктурата, како да го однесете тој производ таму. Физички како да така е, и дел зависи од самиот производ кој што вие го произведувате. Значи, секој производ кој што се носи на европскиот пазар мора да ги исполнува, мора да има европска сертификација, односно да ги исполнува условите за заштита на луѓе и така натаму од производот кој што таму се продава. Тоа е онаа CE сертификација, CE сертификат што го гледаме на производите. Втора работа е што голем број на земји во Европската унија, вие ако ја видите мапата на Европа, ќе видите дека најзагадените градови не се во Европска унија, тие се надвор од Европска унија. Тоа е затоа зашто тие многу внимаваат на екологија. Многу се внимава какви извори на реагенси се користат, на енергенси се користат, суровини и така натаму. Сето тоа на нас ни дава прилично големи ограничувања. Бидејќи вие ако сакате, например, да продадете производ во Германија или во Франција, они имаат така наречени зелени регулативи, каде што се бара со каква енергија е произведен производот. Потоа со какво транспортно средство е транспортиран. Бидејќи доколку го транспортирате со камион, тогаш тој загадува повеќе и затоа се преферира да бидат, ние сега имаме такви преговори, каде што во Швајцарија треба да се транспортира, значи Швајцарија де јуре не е член на Европска унија, меѓутоа де факто таа е дел од прописите и се тие. Тие се прописите и дури имаат и построги прописи, истото важи за другите земји и каде што се инсистира да се транспортира стоката со железница. Сега има уште нешто.
Тие ги менуваат своите прописи во однос на транспортот со железница и се вели мора да биде со таков и таков еколошки вагон. И кај е проблемот? Такви еколошки вагони на Балкан не доаѓаат многу. Так. Че вие сега треба да чекате, не можете да ги Ќе дојде тој за 2 роковите месеци. Спорака, така е. А кои се предностите од тој заеднички економски пазар на Европската унија? Таму постојат механизми кои што им овозможуваат на компаниите и на земјите да растат. Значи, ако ја земеме, например, Европската унија, таа представува најголема економска заедница во светот, има негде бруто домашен производ околу 18 трилиони долари и просечен GDP, односно бруто домашен производ по жител околу 35.000 долари. Ова се податоци за 2019. Ако е земја, ќе биде меѓу најбогатите земји. Како? Ако е земја, ќе биде точно меѓу најбогатите земји. Таа и е земја, бидејќи има заеднички пазар, царинска унија, слобода на движење на луѓето. Сега ако ја споредиме со Македонија, ние сме негде 2019 на ниво на 6.000 долари. Така, а овде е 30 производ, вамо е 35, например Словенија ако ја земеме, Словенија е земја која што има скоро изброј на жители како нас, површина е тука некаде, потекнува од истиот систем од бивша држава у која што сме били и ние, нивниот бруто домашен производ по глава жител е некаде околу 25.000 долари. А само да те прашам, 4,5 пати повеќе од нашиот. Како се промени тоа кога влезе Словенија? Мислам, ова се опипливи податоци кои што ги гледам. Значи, Европската унија има инструменти на заедничкиот пазар. Дел од тие инструменти се правни, дел се правно-институционални, меѓутоа дел се чисто економски. Една од најзначајните институции на Европската унија е Европската инвестициона банка. Европската инвестициона банка е направена со Римскиот договор 1957 година. Они пред тоа имало дискусии во Европската унија дали да се прави таква банка, бидејќи постоела Светска банка, меѓутоа таа Светска банка е со седиште во Соединетите американски држави. Таа и сега си постои. Таа си постои нормално, меѓутоа тогаш носат одлука да се направи Европска инвестициона банка. Што прави Европска инвестициона банка? Таа овозможува, односно обезбедува рамномерен регионален развој во рамките на Европската унија. Што значи? Минхен е развиен регион во Европската унија. Меѓутоа некој некој регион во например околу Наполи во Италија не е развиен на тоа ниво. Европската инвестициона банка се користи за да дава кредити и гаранции за кредити, за да може да се инвестира во инфраструктурни проекти, во проекти за заштита на животна околина, во проекти за развој на иновации и во проекти за развој на нови бизниси, особено на мали и средни предпријатија. Членките на Европска унија тоа го користат во голема мера. Например, ако ја земеме 2019 година, Европска инвестициона банка има пласирано околу 500 милиарди евра, што се огромни суми. А тие имаат аранжмани и со земји кои што не се дел од Европската унија, значи има и во Јужна Америка, и во Азија, и Македонија користи дел од тие средства, меѓутоа тие не се на ниво за да можат да обезбедат. Така е. Што сакам да ви кажам? Вие кога транспортирате стоки, тогаш многу важни се коридорите. На нас колку години ни требаше да го направиме коридорот север-југ? Значи требаше да поминат огромен број на години за да ние север-југ го довршиме. Меѓутоа ние се уште го немаме коридорот исток-запад. Зашто се важни коридорите? Не се важни коридорите да вие отидете од Скопје во Ќустендил или од од Штип во Банско да скијате. Важни си и за тоа. Меѓутоа тие се многу важни за пристап до големите пристаништа. Така. Бидејќи најголемата трговија се одвива во големите пристаништа. И каде се големите пристаништа? Имаме на југ од нас, тоа е Солун, кај што доаѓаат бродови преку Пиреја. Меѓутоа на исток имаме големите бугарски на исток имаме големите бугарски пристаништа, што се Бургас, Варна и така натаму, и на запад ги имаме албанските пристаништа. Ние нив практично не ги користиме. И ги имаме црногорските пристаништа. И тие практично не се пристапни, не можеме. Доколку вие имате пристап до повеќе пристаништа, ќе може да има побрз проток на стока, ќе може да добивате подобри цени. Бидејќи едно од основните правила во преговорите во бизнисот, па и во било кои преговори е колку страната има опции што преговара. Ние кога се збори за транспорт на стоки по морски сообраќај, со Азија транспортот се одвива комплетно
комплетно поморски сообраќај, ние имаме избор само Солун. Тоа е тоа. Затоа се важни тие коридори. Европска инвестициона банка инвестира во такви коридори. И затоа јас сум еден од оние кои што уште од првиот момент го како што е и мнозинството македонски граѓани, бев адвокат, што би се рекло на Македонија да стане членка на Европска унија, да ги отпочне реформите и да еден ден можеме сите да прославиме, и тоа ќе биде добро прво и за нашата генерација, меѓутоа ќе биде секако добро за сите наредни генерации. Уште една голема предност да се биде членка на Европска унија е што Европската унија настапува како голем играч на светскиот пазар. И во европски жаргон, например, ако отидете во Брисел или во некој друг центар на Европската унија, таму има еден израз кој што го користат за компании како европски шампиони. Бидејќи вие на крај на ден како ќе станете економски моќна земја, доколку извезувате повеќе од тоа што увезувате и доколку извозот има голема вредност. Така. Ти се бара производ. Сега, со правењето на заеднички пазар, со распределбата на ресурсите, со специјализацијата, со можноста тие компании иницијално да раснат на голем пазар заеднички, кој што има половина милиарда луѓе, ќе толку е 500 милиони е пазарот на Европска унија, 447 милиони или така нешто, има различни бројки, тие можат потоа да станат високо конкурентни на светскиот пазар. Земите го Airbus, например. Тоа е француска компанија, која што не знаеш дали е француска, дали е германска, бидејќи е измешано производството. Потоа земите ги големите производители на автомобили, земите ги големите производители на софтвер, као што се SAP во Германија. Потоа Cyber security. Холандија станува центар на cyber security. И така натаму се тоа предности, да они успеваат на таков пазар да створат големи компании. Тие не би можеле да бидат толку големи. Тие немаат шанса да бидат толку големи да не е унијата, пошто ако го погледнете, например, постојат различни извештаи за компании во светот, приматот во моментов, според големина на капитализација и според големина на бренд вредност на компаниите, го држат американските компании. Значи таму се Google, Microsoft, Apple, Amazon и така натаму. Но ако го погледнете растот на компании, значи стапката на раст, тогаш се приметува, значи како растат година на година. Тогаш се забележува и постоја ја пишував баш научен труд минатата година за една меѓународна конференција на таа тема, тогаш се гледа дека се повеќе се појавуваат кинески компании, че ако ги земеме првите 10 компании, таму европските компании не се многу застапени, бидејќи доминантни се американските, од европските Мерцедес е еден од првите 10, меѓутоа се појавува Tencent, се појавува Alibaba и така натаму од Кина. И каде се гледа потребата од голем пазар и од мерки за поттикнување на ширење на тие компании надвор. А тоа не може да го правите без добри инвестициони банки. Американските компании просечно година на година раснат со некаде околу 25%. Зборам за бренд вредност. За онаа што е капитализација, колку некој би ја купил таа компанија на берза. Оти тоа на крајот се цени. Кинеските компании раснат со 78 до 80%. У пета брзина се просто зборови. Да. И вие морате да парирате на светскиот пазар со униформна политика, како вашите компании да ги поддржите, како да ги раснете и како да им дадете поддршка кога ќе искочат на светскиот пазар. Сега, кога зборуваме за тоа, кои се ограничувањата за македонските компании, колку можете вие од Македонија со нејзините ресурси и така натаму да добиете, за да можете да се пробиете на светски пазар? Тоа е практично невозможно. Зошто? Како вие ќе продавате ако не отидете на сајм? Че прво, еве сте почнале производство. Треба да направите сертификација. Да трнеме од базичното, онака. Базично. За да го воспоставите производството, денеска не можеш да направиш оптимално производство, зборувам во механичка, електронска индустрија и така натаму, без иницијална инвестиција од 2, 3, 4, 5 милиони евра. Тоа е број 1. Број 2. Сертификација. Сертификација потребно е 6 месеци. Сертификациите чинат од 100 до 200.000 евра за еден сертификат. Треба да искочите на сајм. Првните сајми, вие не можете тоа да го направите без 100.000 евра. А вие сте на старт. Потоа, треба да направите, да изградите бренд. Бренд како се гради? Бренд се гради преку комуникација.
За да комуницирате треба да закупите простор, реклами и така натаму и така натаму. Значи за се тоа треба поддршка. И од кај ќе дое влогов? И сега, вие имате приватни инвеститори кои што ќе вложат дел. Имате банки во Македонија кои што ќе вложат дел, бидејќи па тие не можат неограничено да се изложат. Па и не се ни толку големи. И да Или кажеме дека се дискутабилно. големи, меѓутоа банката не може на една нова компанија да се изложи толку, и затоа таков заеднички пазар за една мала економија како што е нашата е од исклучително значење. А дали може да се случи обратното, да речеме? Еве, македонските компании нема да ја искористат докога влеземе во Европска унија. Оваа можност туку некако ќе им дадеме, ќе им продадеме на Европска унија ефтина работна рака. Може и тоа да се случи. Тоа, добро. И да, не знам, да извозиме еден куп млади луѓе кои што, нели, поради слободата на движење на луѓето, ќе биде поедноставно да се патува и да работат и во Европска унија. Што извезуваме и сега. Извезуваме Млади сега, бугари меѓутоа на тој начин ќе биде, нели, поедноставно. Ќе се отворат вративи и ќе излезат девојки. Така е, и не знам колку повторно ќе се вложи во економијата, да се, односно да се производува во Македонија, да се извезува производство, отколку добра, наместо луѓе. Видите, јас за многу работи во живот не сум сигурен, меѓутоа за една работа сум 100% сигурен. Дека времето кога Македонија беше извор на ефтина работна сила заврши. Добро. Зошто да. Зошто заврши? А ние имавме големо ниво на невработеност до пред, да кажеме, ајде тоа нека биде 5-6 години. А што се случи? Се случи визна либерализација со Европска унија, број 1, и се случи привлекување на странски директни инвестиции кои што се доминантно трудоинтензивни во висока технологија. Значи, доминантно тие се автомобилска индустрија, односно сабконтрактори на автомобилската индустрија. И вие гледате како стапките на невработеност во Македонија од некои 25-30% веќе се дојдени на 15% и тие ќе паѓаат со тек на време. Така да, јас и уште една работа сум убеден дека исто така заврши времето кога во Македонија доаѓаа оние големи комплекси кои што отвараа работни места по 5-6 илјади, бидејќи едноставно веќе немате вие таква работна сила. Она што е останато од големиот балк на таква работна сила и да дојде нема да најде људство. Така е. И они кога го прават тоа, го прават прво со скенирање на просторот, колку луѓе има, колку можат да завршат школи со вокално ли образование ќе биде, дали тоа се технички универзитети, кои што ќе можат да ги обслужуваат. Меѓутоа, иднината е во помали компании кои што се иновативни и кои што произведуваат производи со поголема додадена вредност. Дел од вашето прашање беше дали ние ќе извезуваме во европска ефтина работна сила. Во било која компанија тој не купува ефтина работна сила или скапа работна сила. Таа компанија купува човек кој што ги има потребното знаење и вештини веднаш кај него да додаде вредност. Вие моментално од Македонија имаме најголем број на луѓе кои што се со завршена IT факултети, со завршени машински факултети, со завршени електрофакултети. Немојте да мислите дека тие добиваат драматично помали плати во Холандија или во Германија само затоа зашто се од Македонија. Тоа не е точно. Ја имам работено неколку месеци во Германија и таму не се гледа така на високо стручен кадар. Ако зборуваме за луѓе кои што работат пониски работни места таму, како некои занечиски или навршување и така натаму, тогаш тие се платени толку колку што работодавачот таму смета дека треба да бидат платени. Иако има и моментот што се помалку ги има, им ги крева цените и на домашниот пазар. Апсолутно. Сега ако ја погледнеме македонската економија, значи нашиот бруто домашен производ за 2019 година е некаде околу 12,5 долари. По глава на жител тоа е околу 6.000 долари. И ако го споредиме со Европска унија, ги кажавме бројките, тоа е драматично подолу, дури и со Словенија, како некоја компарабилна земја. Сега таа била секогаш поразвиена, меѓутоа таа по своите перформанси и по својата стартна позиција не се драматично разликува од нас. Развиеноста на една земја се цени преку тоа колку таа продава надвор од својата земја производи со повисока комплексност. Односно, колку во нив има вградено додадена вредност. Ако го погледнеме индексот на комплексност на производството, различните земји, тогаш земји кои што имаат највисок индекс на комплексност на производството се Јапонија, Швајцарија и Германија. Тие се број 1 и најниски се Ирак и Нигерија.
Ние сме Може со прости зборови ова да се каже како нешто Тоа што на што друго значи? место не може да се направи, ја можам да така го е. направам. Ако вие произведувате производи со ниска комплексност, тоа значи дека многу земји можат да ги произведат И можам да те сменам одма. можам одма да те сменам, може и да не купам од тебе. Вие кога го земете нашето земјоделско производство, нашето земјоделско производство доминантно се продава во регионот. Зашто? Бидејќи за Европска унија ви треба калибрација, транспортните средства и така натаму, сертификација, се тоа мора да го поминете. И они на крај викаат, слушајте, имаме огромни производители во Шпанија, ќе купиме од Шпанија. Меѓутоа, доколку Македонија го смени структурно својата економија, веќе постојат неколку предуслови како ние можеме да направиме исчекор во тој бруто домашен производ. Бидејќи ако го примениме она едноставно правило на бројот 70, бројот 70 ако се подели со просечната стапка на раст на една економија Од година во година. од година во година, значи рецимо Македонија ако расне со 2,5% и 70 го поделиме со 2,5%, ќе дојдеме некаде до 35%. До 35 години на нас ќе ни треба да го дуплираме бруто домашниот производ. Значи ако раснете со 6%, тогаш на вас ќе ви требаат 11-12 години за да го дуплирате. Тоа на пример се случи на истокот. Кинезите. Сингапур, Кина подосна, меѓутоа Сингапур, Тајван, Јужна Кореја, они што направија? Тие прво беа ефтина работа. Азискиве тигри, како ги Азискиве викаат. тигри, ама азискиве тигри што има, тие има една стратегија која што велеше образование за да се зголеми продуктивноста на вработените и тоа важи и кај нас. Че ние мораме да осмениме системот на образование, да луѓето стекнат вештини и значи знаење и вештини кои што можат веднаш да ги применат кај работодавецот за да додадат вредност. Владење на правото, минимизирање на нивото на корупција и инвестирање во нови технологии. На крајот, тие веќе не се ефтина работна сила, која што произведуваше коли за Opel, за Mercedes и така натаму, туку Јужна Кореја денеска продава Samsung, продава Kia, продава Hyundai и така натаму, кои што имаат висока и еден тон други IT. кои што имаат висока додадена вредност. Вие ако ја земете нивниот здравствен систем, јас сум имал прилика да одам во тие држави. Дури имам и партнер кој што е во Кина. Во оваа компанија сега? Да, они се навистина на исклучително високо ниво на развиеност, не во сите региони. Зборувам за Кина, пошто е огромна, збориме за Добро, тоа е. милиарди и пол, меѓутоа овие други Кореја, Сингапур, тие се на ниво на развиеност која што е исклучително висока. Извини, може да те прашам само, бидејќи полно луѓе викаат дека еве ќе се отворат вратите и ќе дојдат и ќе не купат. Значи ќе се купи се што е останато македонско и тоа до некаде се гледа и во Бугарија како најблизок пример и често одиме нели шетаме и ретко што е останато автохтоно бугарско обично доаѓаат големи и си купуваат брендови, си купуваат фабрики нели. И сега дали има некои негативни импликации од тоа од аспект за знаеш да дојде да те купи, да те стави во тој голем систем негов што е. Да збориме со конкретни примери, еве што и да е, пример ти работиш маркетинг, доаѓа те купува или произведуваш сок, појма нема. Така, и си фабрика, ете да речеме за пијалаци и доаѓа те купува, те става автоматски у неговиот систем каде што ти не му ни требаш да произведуваш 6 брендови, ти му требаш да слушаш ти киселава вода ќе ја правиш, мене за тоа си ми битен и само тоа ќе правиш. И тука може би нели ќе се отпуштат и луѓе и така дале. Кои се некои такви и дали според тебе има негативни импликации од овој момент или тие негативни импликации се минорни во однос на позитивниве? Како бизнисмен те прашам, знаеш како гледаш? Како кажавме, еден од постулатите на европскиот заеднички пазар е слободно движење на капитал. Значи дека капиталот може да оди од земја во земја. А ти си во медиумската индустрија. Ја знаеш компанијата Endemol. Ако не, да. Компанијата Endemol е направена каде? Во Холандија. Франшизи. Чија е сега? На Берлускони од Италија. Или маркетинг агенциите што се Или све на WPP и Omnicom. Така, или маркетинг агенциите. Значи, глобализацијата што предпоставува? Глобализацијата предпоставува окрупнување. Глобализацијата предпоставува влезна нов капитал. Значи, тој кога ќе купи компанија во Македонија, на пример ќе дојде, што ја знам, Danone и ќе купи некоја си Да. фабрика или Lidl ќе дојде ќе купи маркет. Така, или ќе дојде Siemens ќе купи некоја компанија Добро. која што се занимава со електронска механичка индустрија во Македонија. Тој ќе донесе прво менаџерско искуство, Добро, ноу-хау и доминантно менаџерско искуство. Значи вие не можете да градите конкурентна економија ако немате менаџери од врвен ков. Како ќе градите? Како ќе да тие да преговараат? Со кого ќе преговараат? Ако не знаат по два јазици. Така е. Јас учев школа во Америка, знам
англиски јазик, меѓутоа подоцна кога работев во германска компанија научив и германски и сега зборувам и англиски и германски. Не можете вие да одите на состанок со 20 луѓе и имаш сега тие да се едат адаптираат велју на вас. више како менаџер. Мораш да го имаш тоа. Така е, мора да се усовршувате константно и сега тоа е придобивка која што тие ќе ја донесат. Второ, и тоа ќе ги анулира проблемите на македонската економија. Бидејќи ние имаме економија структурно, која што кажам, произведува производи доминантно со ниска додадена вредност, има ниско продуктивност на трудот, системот на образование не е адаптиран на потребите, значи немаме компании кои што инвестираат во образование и така натаму, и немаме технологија, односно машини кои што се од најновата генерација. Значи да не заборавиме. 1700 и некоја е првата индустријска револуција. 1800 после 100 години е втората индустријска револуција, односно машините со внатрешно согорување. 1967 е третата и веќе имаме четвртата. Че светот напредува. Денеска вие не можете да остварите висока продуктивност додека не воведете производство со автоматизирани машини, со CNC машини, со вештачка интелигенција. Што многу чинат. А да речеме колку години еве на Македонија ќе се потребни за да стигне до тоа ново ниво, да ја подобри инфраструктурата, образованието, да речеме да прогнозираме според вас. Знаете како, јас трчав маратони. Да. Шаре знае. Да. Трчав полумаратони и решив да одам на еден компетитивен грчки маратон и се спремав 6 месеци. Тоа ми беше најдоброто истрчано време за еден аматер. Моје лично. Така. Ама се спремав, се посветив на тоа, значи ја адаптирав исхраната, го адаптирав спиењето и така натаму обврските и успеав да го направам. Колку Македонија ќе биде фокусирана, колку ќе успее да привлече луѓе што можат да го направат тоа побрзо, бидејќи, знаете како, преговорите ќе ги води македонската бирократија, администрација. Така. Таа има на располагање луѓе од академија, од компании и така натаму кои што сакаат да помогнат и тогаш ќе го направи тоа на побрз начин. Дури сега, мене искрено ви кажам, ме радува овој реверзибилен процес на преговори, бидејќи гледайте сега кои се целите на Европска унија. Таа сака да стане главен еден од главните играчи во светот, односно конкурентен на Америка, Кина и Русија. Сака да има компании шампиони кои што ќе се борат со Google, со Boeing, со Tencent и така натаму. Сака да има зголемување на нивото на животен стандард, а тоа не може да го направите вие ако имате членки кои што ви викаат ја направив закон, ама не го спроведувам. Тоа е реверзибилноста на процесот. Вие сега викате, ја го завршив прво, второ, трето, четврто, пето поглавје, идете на шесто, а овиете првите поглавја, па си терате по старо. И затоа е добар процесот, бидејќи ќе бидеме повеќе фокусирани. Значи, колку сме фокусирани, колку сме посветени, колку ќе успееме да анимираме повеќе луѓе, професионалци, да го водат тој процес и да учествуваат во него, толку и побрзо ќе успееме. Тоа можеме да го направиме. Гледайте, Македонија е 2 милиони луѓе според некаков податок, ние немаме попис веќе, бар ќе направиме попис кој ќе влеземе во Европска унија. Ако ништо друго. Ако не друго ќе направиме, ќе имаме попис. Македонија ќе има попис, влеземе во Европска унија, ќе ни кажат, слушај, ние колку влегуваме, утре ќе влезете, дај попис направи. И сега политичари веќе кажат, види, сега ние мора да направиме да се преброиме. Попис од 90. Така. Значи, вие ако земете Македонија е некаде, ајде да кажеме, циркулираат различни бројки, 1,7, 1,6 милиони да се во Македонија. Германија има 550.000 мигранти. Интегрирани во Германија. Третина Македонија. Системот. Чи земјите на Европска унија имаат високо ниво на интеграција на луѓе што доаѓаат, можност да ги интегрираат. Бидејќи тоа се развиени економии. Таму е многу развиен терцијарниот сектор. Значи на нудење на секакви услуги. Системот е поставен и ти кога доаѓаш само ти наоѓа место. Ние што треба да направиме? Ние сега пред нас имаме колку се 35 поглавја, треба да ги сите тие одработиме професионално, законодавството, процедурите, постапките, однесувањето да бидат согласно со нив, тие да се спроведуваат. Жаре, тоа може да трае и 5 години, 4 години, може да трае и 20 ако не сте посветени. Така е, од тебе ќе зависи. Дека ние ќе го доживееме тоа. Ти го кажа со маратонов, ако се спремаш, ќе истрчаш Ако побрзо. се спремаш, ако си посветен, ќе го направиш, ако не како го направиш. Али морам за мислење да прашам во тој процес, пример, како сметаш од искуство и општо гледиште твое, дали знаеш како некој сетап, приватниот сектор убеден сум дека има одлични знalci кај нас.
приватниот сектор. Одлични луѓе, значи кои што работат и на европски пазари, и на светски. Некако осеќам дека не им се дава толку многу уважување, не им се цени мислењето, дури како да не, можеби не ни ги викаат толку многу, дај да ти го чуеме мислењето, ти си у пазарот, ти знаеш. Дали мислиш дека премногу тие процеси ги водат административци кои не толку истрчани километри на маратон? Гледате што има сега, има и тоа има баш дискусија со еден професор пред извесно време, и тоа во како се вика, што помина со нели имаше онаа дискусија дали јавната администрација треба да и се намали платата, дали не треба да и се намали платата, кој треба да мерки, учествува, мерките како треба да се. Тук имаме ние два стереотипа. Едниот стереотип е дека во државна администрација ништо не се работи. Значи таму вика има, значи јавен сектор, тоа е некаде околу 140.000 луѓе, кои што имаме администрација плюс јавни буџети и така натаму. Таму ништо не се прави и мислам дека тоа е стереотип. Зошто мислам дека тоа е стереотип? Бидејќи не може 140.000 луѓе ништо да не прават и па да функционира. Значи таму има луѓе кои што се професионални. Логичен аспект, значи. Кои што си ја извршуваат својата работа, меѓутоа таа јавна администрација мора да помине низ сериозна реформа. Прво во однос на квантитет, дали се потребни толку луѓе, и во однос на квалитет, какви луѓе треба. Втора работа. Во рамки на јавниот сектор постојат јавни претпријатија, кои што јавни претпријатија се класични загубари. Вие кога ќе влезете во Европска унија, кога ќе работите на заеднички пазар, кога ќе бидете дел од еден заеднички европски буџет, па нема сигурно Франција да дојде и да ви дотира на вас финансирање на загубари. Си се гледа ботом лајно, значи, повлекуваме црта, да ја видам. Тој ќе ти каже, слушај, кое предпријатие, сега не сакам да споменувам јавно предпријатие, тоа и тоа, колку има годишна завршната сметка, 5 милиони евра загуба. О, бројки ви кажу. Јавно предпријатие, кој имате друго, тоа јавно предпријатие има 80 милиони евра обврски. Значи, ова се бројки вистински од Македонија. Да бе, реални кажуваш. Реални бројки. 80 милиони евра е изложено и не може да ги финансира обврските. Сега вие ќе влезете во Европска унија и ќе ви кажете, слушај, во Македонија ставите 5 милиони за овие што прават 30 години поред загуба, но овие тоа нема да се случи. Значи, ние ќе поминеме и низ процес на реформи на таа јавна администрација. Ќе не фрлат у ситото. Така е. И затоа викам, од нас ќе зависи колку. Сега ние ако викаме, слушај, ова ни е супер на нас, они ќе ни кажат, добро, супер вие, седите. Да. Ќе си помине година, ќе си поиде втора година, трета година, кондицијата за трчање послаба и послаба. Така. Полошо и полошо време, оти на стартот се прават најдобрите резултати, не можеш да ги правиш после најдобрите резултати. Ама со хамбургери не можеш. А кога кај приватниот сектор постои еден друг стереотип, вика, ајде тие газди со џипови експлоатираат луѓе, така натаму и така натаму. Тоа е комплетно погрешен стереотип. Робовладетелски се однесуваат. Зошто е тоа погрешно? Бидејќи доминант граѓаните на Македонија работат во приватни компании. И тоа во мали и средни. Точно. 94% од вработените во Македонија работат во мали и средни предпријатија и дел микропредпријатија. Тоа се компании кои што секој месец имаат проблем со ликвидност, со сервисирање на своите кредити, со обезбедување на пазар, со обезбедување на, ајде да кажеме, присуство во медиумите и така натаму и така натаму. Земање кредити, раздолжување кредити. Еве, стото го кажа ти, колку треба пари за да излезеш на саем некаде? Сега оди, ајде, најди. Компании искочиле на саем, колку македонски компании искочиле на саем. Значи, ние имаме два типа на компании, имаме едни кои што се добри и кои што се успешни и кои што се наследство од минатиот систем. Така, ама добро транзитирале. Тие компании добро транзитираа, успеа да направат одржување на нивниот бренд, успеа да направат екстензија на брендот од регионалните пазари на пошироки светски пазари и доминантно тоа се компании од фармацевската индустрија и од прехранбената индустрија и имаме сега некои понови кои што се пак во доменот на прехранбената индустрија. А ако зборуваме за развој на македонската економија, постојат студии, последен пат ОЕЦД објавил студија, и они идентификуваат 4 сектори каде Македонија може да се развива потенцијал. И да дозволи, така, кај што е потенцијалот. Едниот од тие сектори е прехранбениот сектор, значи агросекторот плюс прехранбениот сектор. Така. Вториот е металната индустрија, третиот е преработувачката индустрија, и на крај тука доаѓаат и индустриите за IT, тие не се толку чисто наведени,
Меѓутоа, исто така, IT се гледа дека веќе го големува своето учество во бруто домашниот производ. Тоа е конјунктурна индустрија, која што расне, која работува голем број на луѓе и која што во одредени софтвери и апликации не се ни прашува за цена од страна на компаниите. Вие моментално имате во маржите се многу големи. Во Европа имате недостаток на некаде од 50% на cyber security инженери. Така, им фали. 50%. Тоа знаете каква конјунктура е. Вештачка интелигенција, поборовачката на пазарот расне со стапки од 74-75%. Луда работа. Да. Ама тоа е професијата. Тоа е Мислам, природен тек на Да, еволуција, на нова технолошка револуција. Тоа е таа четврта индустријска револуција, сега има дилеми дали е четврта индустријска, дали е уште трета, интернет, така натаму, меѓутоа тоа е реалност. И ние доколку направиме структурни промени, доколку се посветиме на тој процес, јас сум оптимиста дека Македонија тоа може многу побрзо да го направи. Бидејќи голем број на студии кажуваат дека Македонија е конкурентна во тој дел. Бидејќи ние дефинитивно благодарење на смели донесени одлуки од страна на државниот врв, ние ги решивме проблемите кои што ги имавме од, ајде да кажам, архаичен некој си ти така застарен. Знаете како, ја имав прилика да станам доцент во една комисија која што сега за жал во таа комисија двајца професори се од тројцата починати во рецензенската комисија. Едниот е бил министер во македонска влада, а вториот е бил министер на бившиот грчки премиер Константин Мицотакис. Значи советник за економија. Инаку он е бивши професор на универзитетот Аристотелис во Грција. И он ми каже една многу интересна работа и ја цел живот ја запамтив. Вика, Диме, ја и ти немаме проблем. И тој проблем... Ама Грке, така? Како? Грке. Така е, да. Добро. Вика, ние немаме проблем, бидејќи јас сум ти во комисија, ти си кај мене асистент, бев кај него асистент, значи пред не се ни сеќавам веќе пред 15 години. Оти проблемот, вика, е на две нивоа. За нас е, вели, политички проблем, а за вас е емотивен проблем. Ние резонираме на две различни нивоа. Ние го гледаме како политички проблем, а вие го гледате како емотивен проблем. И де факто е така. И добро е што тој проблем се реши, бидејќи тој представува прв услов за исчекор. Чисто ги има различни теории, ставови, политички, дека без тоа можело, не можело. Ја лично сметам дека без тоа ние уште ќе бевме во чекалната. Сега го почнуваме процесот, имаме почнување на преговори, земја членка на НАТО. Членка на НАТО е земја која што е сигурна, земја која што е заштитена, која што ги има решено своите политички проблеми во моментови, во некаква си блиска иднина. Секој инвеститор ќе се одлучи да својата инвестиција ја направи во земја која што е членка. Знаете, кога се инвестираат пари, кога капиталот кога кружи во светот, се пресметува, тоа се пресметува и опортунитетен трошок. Односно тоа се прави врз основа на weighted average cost of capital. Weighted average cost of capital, а не секоја земја има исти. Онаа која што има поголем политички и безбедносен ризик, дисконтирањето на идните приходи се прави со многу поголема стапка во однос на земја која што не знам што ќе се случи. Да, како осигурување уствари. Кај нас сега во моментот со влезот во НАТО, добро, само со тоа. Само со тоа, weighted average cost of capital ќе падне на коефициентот. Што ќе падне? Зашто? Зашто тоа е сега сигурна инвестиција. Не знаеш дека утре сега си сигурен дека можам долгорочно да планирам дека ќе вложам 100 милиони во Македонија. Да. Одлично. Сара, нешто за крај? Јас мислам дека све Можеме да збориме, знаеш што колку стигнавме за фирма да збориме. Почнавме на почетокот за фирмата, да. Ама тоа е интересен беше муавето, ја мислам ќе дојдеш пак може следна сезона на Виткаст. Ти нешто за крај да кажеш? Па не знам што да кажам, ја да ги поздравам сите ваши гледачи, да им посакам многу успех. Младите да се посветат на своето образование, да бидат предприемчиви, да бидат иновативни, нека шетаат. Не е добро, не е лошо да се шета во странство. Јас имав прилика, како не многу во мојата генерација, бидејќи јас сум генерација 74 година, да завршам средно образование во Америка. Потоа бев на 4 универзитети надвор Македонија, на врвни универзитети на усовршување. Од секаде по нешто, да, и на крај се вратив во
Македонија и бидејќи Македонија е прекрасно место за живење, има фантастична клима, таква клима не можете да најдете никаде, има фантастична храна. Позиција географска така, исто. Ако си мажко има прекрасни девојки. Така е, Сара така има е. прекрасни мачки као. Така е. Као Жаре. Така да тоа би била мојата порака. Супер. Епа ништо, Сара. Фала ти, фала Фала и на вас многу за поканата. овој разговор. И јас се надевам дека повторно ќе разговараме. Се надевам и јас. Луѓето нека гледаат другите епизоди, ги имаат Така сите. ги имаат. Витка На исто Смрка, место. да, или на YouTube кај сакате, гледате ги и другите 9. Чао. Чао, чао.